Повеќе од 35 години на македонската музичка сцена, Миле Кузмановски, еден од најпознатите и најпрепознатливите гласови кога е народната музика во прашање. Тој ќе одржи јубилеен концерт наскоро. Токму деталите ги има поточно со него во моментов ќе разговара нашата колешка Ирена Спировска. Ирена, дали се слушаме? Добро утро, Оле, поздрав до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма. Добро утро секое утро, како што ти веќе најави. Утринава сум заедно со Миле Кузмановски, кој што се подготвува за својот голем славенички концерт по повод неговата 35 годишна успешна кариера на нашата фолк сцена. Човекот со моќен, прекрасен и топол вокал кој што отпеа во изминативе 35 години голем број на хитови кои што сите со задоволство ги пееме и ги знаеме, ќе и овозможи на својата публика на 24 декември преубаво музичко доживување на кое што ќе бидат испеани песните што ја одбележаа неговата досегашна кариера. Миле, пред се добро утро и честитки за овој голем и убав јубилеј. Ти благодарам за убавата најава. Добро утро до вашите гледачи. Добро утро до студио, до камермани и водители, до сите. Цела екипа, тоа е, ти знаеш, тимворк. Така Полека одбројуваат деновите до 24. 24. Камерниот битолскиот се спрема. Владе диригентот веќе ги напишал аранжманите. Интересно звучат, малку различно, малку така. Малку друга димензија на фолкот. Добро, ми интересира. Одбележуваме 35 години кариера која што се надеваме успешна и еве уште траеме. Чим сме овде живи, здрави и добри сме. Да, фала му на Бога, бидејќи концертот го правиш заедно со Битолскиот камерен оркестар, а тие се во Битол, а ти си во Скопје, да ме интересира како течат пробите, како се организирате. Таму се пробите, затоа што поголемиот дел се таму луѓето и треба да е така. Тоа значи дека ти патуваш секојдневно Скопје, Битола и назад. Да. Интересно. Да, не случајно споменувам за да знаат гледачите колку всушност енергија и труд е потребно за да се подготви еден таков голем славенички. Нормално. Подготовките се огромни за тие. Тоа трае 2 часа, но пред тоа има многу работа, многу труд, многу трчање. Која нормално гледачите го гледаат само финалниот производ, кога ќе застанете на бина и кога ќе почне концертот и тие 2 часа да уживаат во музика. И добро, треба да е така. Секоја работа има нели припреми за да дојде финалето. Ама тогаш уживате и вие кои што сте на сцена, затоа што знаете дека дошол моментот кога ќе се сподели сето тоа што е градено претходно. Па искрено тоа е нашиот живот. Сакале ние или не, некако таму сме своји, таму сме ние. Музичарот сака да е на бина, пејачот сака да е на бина. Другачије и не би било во ред. Низ овие 35 години те видовме многу пати на фестивалските сцени, те видовме по многу емисии, многу патувања, настапи кај нас и надвор. Како ти би ја опишал твојата 35 годишна работа? Интересно. Некако од почетоците, кога ќе почнам да се вратам на назад од таа 90 година кога почнав, не одеше се така лесно, не е се така едноставно. Многу работа, многу труд, многу откажувања, многу средства за да дојдете до едно ниво. Сега ќе дојдете до тоа ниво, па е уште потешко да се одржите. Да продолжите со уште посилно темпо, да стварате нова музика, нови песни, да се трудите да ги направите што подобри и што попознатливи према на луѓето. Навистина е многу потешко кога ќе ми кажува моите колеги дека ќе дојдеш еден ден таму кај што припаѓаш. Но одржувањето е многу потешко, одговорноста е многу поголема. И така, но еве јас се надевам дека овие 35 години некако поминаа
со многу работа, со многу труд и така и ден денеска исто. Исто со многу работа. Младите колеги кои ќе ме прашат како се обстојува толку време и ќе побараат совет, секогаш им викам бидете свој, одвојте се од толпата, направете го вашиот стил и само работа, работа и работа. Што би се рекло, кога некој ќе стане крал без круна, мора да се труди и понатака и да умее како да ја носи таа круна. Па да, не е само и пењето, нели, и односот према луѓето, и начинот на живот, и да внимавате, да не повредите некого, да не... Имате голема одговорност. И секое ваше мислење, нели, пошто сте јавна личност, како и ти, како и многу мои колеги, некако тоа мислење важи кај луѓето. Сега некој ќе го свати онака како си го кажал, некој ќе го свати како тој сака да го свати. Но треба да се внимава што се зборува, што се пишува на овие социјални мрежи и така се обстојува 35 години. Ова 2025-та ете ја заокружуваш и ја крунисуваш со славеничкиот концерт, но пошто ќе ја паметиш и како ти помина оваа година? Многу работа, многу патување, како и секој прошлата и предпрошлата беше таква. Многу настапи, многу концерти, многу со караванот Македонија во срцете носиме, поминавме прекрасни моменти со колегите и дружба из Македонија. Предпоставувам ќе бидат поголемиот дел од нив и на концерт. Да, ќе бидат, најавија ќе дојдат, дел од нив, дел не можат нормално, прославите се сега, треба и тие да заработат, нели нормално, таков е периодот. И на крајот го кронисуваме со еден концерт кој што навистина ми тежеше, сакав да го направам. Во короната мислам дека беше 30 години, така некако ми паѓаше, или поминаа веќе 5 години. Не успеавме тогаш, ајде реков на 35, нека слегнат работите. И дојде денот. Така, концертот се прави во организација со продукција Роса, картите се веќе во продажба, дали има уште карти и каде може да се? Уште малку карти, karti.com.mk се продаваат на тие мрежи. Сега модерно време, нема билетарници, нема продавници. Па господски, додека си пиеш кафе, ќе си нарачаш карта, ќе се ти има уште малку. Барем таква информација имам јас, пошто не се бавам со тоа. Тоа се трча околу тоа. Има уште некоја карта, кој сака нека повели, нека ужива 2 часа во убава македонска музика. Ако бидат само 2 часа, познавајќи го флуидот што го создаваш со публиката, мислам дека таа музичка магија на барање на публиката ќе трае малку подолго. Се надевам, ајде, инака така не е проблем. Јас се што треба ќе направам вечерта. Каде ќе ги поминеш новогодишните празници? Откако ќе заврши концертот, дали воопшто ќе имаш време малку да одмориш или работно ќе дочекаш новата година? 25 само одмарам и потоа продолжувам секој ден со настапи и на 30 сум во општина Кисела Вода, има прослава пред новогодишна, на Бина сме тамо, на 31 на градскиот плоштад и тамо ќе настапам и од први до кај Божикот некаде ќе одморим. Епа, заслужен одмор после таква исполнета и динамична година. Секако, почетокот на новата година е почеток и на нови планови, на нови надежи, нови остварувања. Што е она што ти го планираш, барем за почетокот, за првото тромесечие на годината? Па, континуитет на стапите, патувањата тие стојат. Нешто што треба да го направам е нова песна. На пролет некаде, ако успееме да направиме нова песна. Се мислам во кој стил, тоа малку ми е дилема. Ама ќе одлучиме. Па ако е пролет, лето, ќе треба нешто да е може и побрзичко. Не знам, или некоја добра балада, ќе видим.
Ќе си дојде инспирацијата во Ќе се право намести. време. Ќе се намести. Така. Се таа е дилемата, разговарав со тимот кој што работиме заедно околу тоа. Пробуваат да направат, вика што ќе направиме? Ќе направиме, па ќе чуеме, ќе видиме. Делото само ќе каже и ќе зборува како што зборуваат Секако. песните. Од сето она што го имаш до сега испеано, публиката има свои песни што се Има. фаворити Така. и сите ги знаеме И кои нормално. се, да, но која песна тебе посебно ти е залепена на срце? Има повеќе. Имам во опусот јас има и брзи песни, но белегот се баладите. Има една балада која што не е многу комерцијална, но е прекрасна и концертна е, ќе чуеме и вечерта. Се вика Нека угасне. Тоа е за мене една песна која што е многу комплетна, многу, не знам, пакет направен прекрасен, благодарам на Даме Коларовски. Цела е негова. Нека угасне се вика. Тажна приказка, но е музички многу добро. Ова и за мене е нова информација. Да. Очекував дека можеби некој од другите песни ќе одбереш, но прекрасно Добро, и што ја спомнавме, да. Што се веќе обнародени, секако дека ми се драги, пошто и ги пеам многу често и редовно. Ова е малку некако као подзаборавена, а заслужува да биде на пиедестал. И одлично е што ќе имаме можности на концертот да ја слушнеме и да уживаме. Миле, јас ти посакувам успешна реализација на овој убав славенички концерт на 24 декември со должна благодарност што утринава стана рано да се вклучиме во живо. Да, иако ти благодарам. Иако вчера вечерта се врати од Битола од проба и тоа е напорно. Публиката сигурна сум дека ќе ужива во концертот, дека ќе уживате и сите вие на сцена и дека ќе биде запаметен. Убаво дека еве ве покануваме и вас, со вашата екипа, повелете да се дружиме, да слушнете 20 песни облечени во ново руво, во нови аранжмани. Гостите мои секако се тука, ве чекаат и тие. Ке имам тројца гости, ги најави веќе Спасен, Сузана Спасовска и Бојана Скендеровска. И тие ќе ви испеат по една песна во делови кога јас така ги поделивме во блокови, тематски се, сите 3 блока се тематски, така да повелете, дојдете, уживајте. Ние сигурно ќе бидеме таму, а ќе уживаат сигурно сите што навреме ќе си набават билети, ќе присуствуваат на овој голем славенички концерт на нашиот Миле Кузмановски со овие информации, со покана да бидете дел од музичката магија и да си купите карти на карти.мк. Ние се одјавуваме, посакувајќи ви убаво и лесно да ви тече денот и да слушате секојдневно македонска музика. Оле? Да слушаме и да негуваме македонската народна песна и верувам дека новата песна на Миле Кузмановски ќе го достигне успехот на Неканиме, која што е буквално химна во македонската народна музика.